Ајде да играме игра. Погодете која од овие содржини е произведена со вештачка интелигенција, а која не. Што ако ви кажам дека сите овие се произведени со вештачка интелигенција? Знам, лудо, зар не? Кој навистина го контролира наративот? Дали знаете дека OpenAI прекина неколку кампањи за тајно влијание, оркестрирани од Русија, Кина, Израел и Иран за манипулирање со јавното мислење? Овие операции користеле вештачка интелигенција за да создадат полиран текст и слики споделени на платформите на социјалните медиуми, криејќи ги вистинските идентитети на оркестраторите. Но тоа не е единственото, додека гласачите се подготвуваат за критични избори, злоупотребата на вештачката интелигенција за дезинформација останува итна загриженост. Обвинението за демократски консултант што користи вештачка интелигенција за да го имитира председателот Бајден во роботски повици е пример за овој ризик. Од избори до војување, контролата на вештачката интелигенција влијае на целото јавно мислење и тешкотијата да се свати и да се стигне до вистината. И еве уште еден пример на вистина суров и луд, каде што вештачката интелигенција помогна дури и во војна. Израелските системи, управувани од вештачка интелигенција, како што е Лаванда, се значително вмешани во убивањето цивили во Газа, каде што алгоритмите пресметуваат прифатливи жртви во нападите. Извештаите за системот Хапсора, што го споредуваат со фабрика за масовни убиства, го истакнуваат застрашувачкиот тренд на намалување на човечкиот надзор во одлуките за живот и смрт, што поттикнува итни повици за меѓународни регулативи за вештачка интелигенција во војување. Исто така, американските технолошки компании долго време ги поддржуваат израелските воени системи за надзор на IBM, кои управуваат со личните информации за окупираните палестинци, а Microsoft обезбедува облак услуги за апликацијата Almunasec на израелската армија. Таквото вклучување покажува како корпоративната технологија ја зајакнува државната контрола и покренува етички дилеми за улогата на технологијата во војните и кршењето на човековите права. И покрај се, дали би го прифатиле фактот дека алгоритмите ја контролираат нашата реалност и геополитичкиот пејсаж?